Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото земјоделско издание на емисијата Бразди, издание кој ќе биде посветено на актуелни теми. Она што е најактуелно е сушата која веќе почнува да ги мачи земјоделците. Оваа суша се одразува на есенските посеви, на квалитетната прихрана, на состојбите на посевите. Можеби е добре дојдена и препорака е да се завршат сите оние работи околу резидби, кроење на овошките на виновата лоза. Веќе полека се буди природата, треба тоа да е завршена работа за да може да стартувате како да имате добра една година. Веќе овие топли сончеви денови најавуваат дополнителна суша, дополнително ги загржува земјоделците. Ќе анализираме, ќе следиме состојбата. Секој дожд е добре дојден и многу е значаен и да се надополнат акумулациите кои ни се катастрофално празни и многу е важно и за посевите бидејќи веќе патат за вода. Денешната емисија сепак ќе биде посветена на една многу значајна тема, а тоа е задругарството. Ние во нашата денешна емисија ќе позборуваме за важноста на здружувањето и за помошта која директна помош треба да ја добиваат за другите, за како мотив за што повеќе земјоделци да влегуваат во задруги, да отвараат нови задруги, да се здружуваат. Веќе и Министерството најави дека ќе работи партнерски, ќе помогне една кооперативно здружение да оствари директна комуникација и директно пласман на своите производи со еден познат маркет на ланец на маркети од Македонија. И таквата соработка како пример да се види како ќе функционира за понатаму да се мултиплицира и на други задруги, да се поврзат директно, да се скокне оној јаз со трговците и директно да се снабдуваат. За другите се и можност така големите снабдувачи, големите трговци да имаат со кого да разговарат, да направат планско производство, договорно производство, точно да знаат и едните и другите кои им се обврските и да се фокусираат како тоа да функционира. Во денешната емисија задругарството од аспект на сточарството ќе го поразговараме за една економија која што произведува финален производ сирење од своите крави кои ги чува, плановите за модернизација и за усовршување, за првиот млекомат во Македонија кој се планира наскоро за месец-два да биде поставен во Кичево и за една многу интересна идеја, а ќе поразговараме и од аспект на сточарите, односно одгледувачите на овци, кои што исто така преку здруженијето го нашле патот како да напредуваат и да се развиваат и модернизираат. Тоа е само најава, бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Преговорите меѓу откупувачите и тутунарите завршија без договор околу новите откупни цени. Според тутунарите значи дека веќе откупувачите се очекува да почнат да нудат нови договори со цени кои тие ги предлагаат, кои ако се откупува според класи како што е најавено, просекот би се движел околу 370 до 380 денари за килограм. Ова за тутунарите е крајно неприфатливо и тие предлагаат цени по класи со кои би се добило просек од 430 до 440 денари. Со оглед дека не е постигнат договор, тие ги советуваат тутунарите сепак да склучуваат договори, иако се ниски цените со надеж дека ќе се постигне договор понатаму, па преку анекси на договорите ќе се коригираат цените кои сега се ниски. Националната земјоделска мрежа пак и натаму останува на својот став, дека просекот треба да биде 600 денари за килограм, за да бидат задоволни тутунарите. Грантови за млади луѓе кои ќе влезат во процесот на земјоделското производство и кофинансирање на проекти за кои ќе аплицираат, најави министерот Трипуновски. Тој нагласи дека ако Македонија не обезбеди нова работна сила во земјоделството, ќе нема кој да произведува храна и ќе се прекине производниот процес. Во делот на програмата за рурален развој се планира фокусот да се стави на два елементи: грантови за млади луѓе кои ќе влезат во процесот на земјоделско производство и кофинансирање на проектите за кои ќе аплицираат. Вториот сегмент е во делот на задругарството, бидејќи владата смета дека задругите се клучни за решавање на проблемот со конкурентноста на македонските земјоделци. Во тек е пилот проект за една задруга од Струмичко да се поврзе со голем ланец на маркети и директно да се снабдува преку однапред договорено производство. Ѓубривото поскапе за 50 до 100 евра по тон, што според аналитичарите сериозно ќе се одрази на профитабилноста на земјоделците. Кај азотните ѓубрива како уреа или кан има промена на цената за најмалку од 30% во однос на претходната година. Да се биде земјоделец во последно време станува голем предизвик. Покрај ѓубривата има расти на цените на семенскиот материјал, а згора на тоа се почести се и сушните периоди, што може драстично да се одрази на крајниот принос. На земјоделците останува само да се задолжат за да ги купат потребните материјали, а потоа да се надеваат дека ќе има доволно врнежи. Хрватските трговци увезле 556.000 свињи и 100.000 тони свинско месо, што може да придонесе голем број од тамошните свињарски фарми да пропаднат. Најновите податоци за увозот на свиња и свинско месо откриваат дека Хрватска денес покрива едва 50% од годишната потрошувачка на свинско месо. Се друго е принудена да увезува. Така бројот на свињи е намален за повеќе од 40%,
односно за повеќе од 600.000 во последните 2 децении. Во првите 11 месеци од годината, според новите податоци на Министерството за земјоделство на Хрватска, увезени се околу 556.000 живи свињи, што е за 26% повеќе во однос на истиот период претходната година, а увозот на месо е зголемен за 6%. Главната тема за денешната емисија – задругарството. Ќе поразговараме за задругите од сточарски аспект, најнапред општо за значењето на задругите, за важноста за нивната помош и за тоа докаде се идат развојните планови кога се здружени, кога работат како заеднички. И од аспект на одледувањето крави, но и во вториот дел од емисијата и за одледувачите на овци. Значи, овој проект што е поддржан од Европската Унија под назив Конкурентни земјоделски задруги, фактички представува продолжување на претходниот проект кој беше поддршка на земјоделските задруги, формирање и нивен развој. Значи, од тој проект да спомнам, првиот се донесе еден закон кој доцнеше 3-4 години и 23-та година беше донесен преку Министерството за економија. Иначе, овој, ако гледаме преку пререгистрација на задругите, во колку не беше овој проект, ќе немаме скоро ниедна пререгистрирана задруга. Благодарение на овој проект, значи Конкурентни земјоделски задруги, што се реализира преку Македонската асоциација на земјоделски задруги, кај што сум јас и член, или во тој дел во надзорен во управен одбор и во собранието, значи имаме уште еден проект Агросмарт кој се реализира преку Македонска развојна фондација. Овие два проекта во вкупна сума се скоро околу 900 и нешто милиони евра. Значи двата проекта зборувам, ово е околу меѓу 400 и 500 илјади евра, овој што оди Конкурентни земјоделски задруги. Иначе опфаќа овие и североисточен, западен, југозападен регион и дел од Преспански регион. Така да, колку сум информиран, доделени се околу 7-8 проекти од ова. Јас претежно работам на делот за развој на сточарството, овчарство, во случајот овдека е развој на говедарството. Целта на проектот е да го подигнеме нивото на технолошкиот развој, да воведеме најнова инвестиција, да речеме ова опрема што инвестираме тука една делавал опрема која е најмодерна, може да кажам дека е една фаза само заостанува пред роботското молзење, значи. Скоро тука, врвот, значи ова е модерна, еве сега уште е во монтажа, тоа поради временски неприлики, имаше многу снег, не успеа да се заврши. Веќе се гледа дека е во финална фаза. Веќе во финална фаза, тука се мајсторите, делови се е стигнато. Најважно да имаме се комплетно да може да се заврши. И јас мислам дека у рок од една недела може веќе тука да почне да олесниме и на работените, и на сестрите кои работат тука во манастирот, го одржуваат, за да почне нели таа олеснителна работа, да се молзат кравите, едно од помодерните нели технолошки процеси. Колку за оваа фарма тука, колку ќе значи ова опрема конкретно? Колку ќе им се олесни работата, колку ќе добијат на квалитет, колку на не знам, побрзо молзење, Значи, прво се олеснува самиот процес на молзење, што е подобро и благосостојбата на самите крави. Тука кравите ги чуваат слободен стил, цел ден се на паша, се прихрануваат и до сега еве може да се види се мачеа со две кантички тука по еднака или две крави молзеа, што беше многу тешко и за вработените и за сестрите и се споро беше молзењето. Со ова опрема што ќе молзе од една 6 крави, значи, негде се возможува да се молзат, значи, негде до 40-50 крави. И многу брзо тече, значи, 6 крави од еднаш се молзат, млекото по овие цевки кои не се довршени доаѓа, ова е млечната соба од тука оди, директно во лактофризер 650 литри. После секое молзење, значи, од тука доаѓа цистерна или го преточуваат, го носат во млекара горе, кај што се произведува едно од најквалитетните сирења од кравио млеко во Македонија, значи. Дури одат во фаза да веќе размислуваат и за првиот млекомат во Македонија, што ќе биде доста интересно. Точно така, еве, денеска нели потпишавме анекси на документите за продолжување на тоа Агросмарт проект,
кој мислам дека еве да не претерам за 2 месеци веќе ќе дојде, ќе биде инсталиран во Кичево некаде, има добиено од општината локација, довод на струја, вода, надзор, мислам за биде се професионално и мислам дека не само за овој манастир, овој регион, тој млекомат ќе биде еден показател на технолошкиот развој Македонија како навлегува во техничката револуција во развој на сточарството. Ќе биде сигурно практично и другите градови да добиат идеја, пример, па да се реплицира тој модел. Јас мислам дека секој град у Македонија кај што има блиску краварска фарма може тоа да го направи. Значи не е некој голем проблем, али ова ќе ни биде еден тест фаза, еден пилот проект што ќе покажеме дека како ова население може да дојде, нели, така го и крстиме тоа градска крава, нели, да имаш директно млеко кое што порано сме го имале, нели, во секоја куќа, на секоја планина, сега за жал, нели, од многу демографски и други економски причини селата не останаа празни. Вие се залагате преку овие проекти, преку овие програми, преку оваа поддршка и да ги заживеете за другите и да ги направите рентабилни, профитабилни. Што е идејата, што е целта, која е визијата крајна? Визијата крајна ние како задруги, бар ја што се залагам, нели, како дел, прво е едно да кажам дека соработувам со сите задруги од цела Европа и ги носиме луѓето да видат најмодерна опрема, саеми и функционирање на задруги. Грција, Србија, Франција, Словенија, Бугарија, значи. Прво едно работа, ако сака Македонија со овие ситни земјоделски стопанства да произведува храна прво за себе, да го намалиме дефицитот, нормално и квалитетот и безбедноста на храна, мораме најпрво да направиме добра стратегија за развој. Кај што за другите ќе бидете лидери во ревитализација, модернизација на селата, а овчарски фарми, краварски, зборам за модерни, ќе бидат носителите на економската активност. Ако тоа го ние постигнеме како држава, значи збориме организацијски. Второ што треба едукација, значи. Мораме и фармерите, лидерите на фармерите, менаџерите да ги добро обучиме да сватат како оди развојот на светот, што према оваа технолошки развој, дигитализација оди со огромна брзина и треба многу писмени луѓе тоа да го разберат, да го сватат, за да може практично да го применат. Трета работа да спомнам се тоа технологијата. Затоа ние тука настапиме да воведеме, нели, во оваа фарма, да не се мачат луѓето, најмодерна технологија за линиско молзење на крави. Значи да ги спасиме од мака, да убрзаме процес, да зголемиме број на грла. Еве слушна во сестрата, значи од 12 крави, 20 јуници имаме стелни, значи 30 кусурки имаме. Без ова опрема не е можно да се работи, значи. Отидовме одма напред. Значи, тоа е многу битно. Тука, ако земеме ова да го споредиме, имаме многу млади луѓе, млад персонал, мотивиран за работа, значи, сака да работи, да функционира, која се бори за безбедност и квалитет и за нови пазари. Друга работа што ќе спомнам во ова, што го зборам покрај технологијата, ни треба континуитет, поддршка од проекти разни. Дали од домашни извори, рурален развој, програма, дали Европска унија, значи, на задругиве ни треба еден континуитет, една екипа, еден тим, кој ќе ги обучува, ќе прави годишни или 3-годишни, 5-годишни програми за развој, ќе ги следи према резултатите како се развиваат, постигнување на целите и нон-стоп ќе убризгува пари, се додека да дојдат до финална одржливост. Тоа стално го зборуваме, а сега за почеток и тоа го бараме ние во нашата стратегија за развој на задругиве како Македонска асоциација на земјоделски задруги, да имаме од вкупниот обрт во задругата што продаваме 10% повраток од предадена завршна сметка во Управа за јавни приходи Централен регистар, за да можеме да станеме поконкурентни, да стекнам ја доверба кај моите членови, ако ми и да сега мотив да се приклучат мотив. други. Јас сега 1% како задруга плаќам данок на обрт. Значи 1% земо членовите. Ми останува буквално нула. За да имам ја, ако ми вратат 10% од некој програм, јас фактички ќе свикам собрани и ќе кажам, луѓе, добиваме, ако реализираме 10 милиона, добиваме милионна сметка. Ние имаме нови проекти, не знам, 300, 400, 500 илјади евра,
за разна опрема, едукација, не знам што, сакате да поделиме по 5% на сите како повраток, за да ги мотивирам пак да продава. И тоа, преку продажбата го зголемуваме стандардот за безбедност и квалитет, нормално и квантитет. Така да во тој процес, ако поставиме тој ланец, јас ги анализирав и холандските задруги, америчките задруги, почетокот секаде така. Еве и у Бугарија сега така. Втора фаза, уствари трета, доаѓа до производни организации. Кога веќе сум ставил лого на производ како задруга, ако е органско, сум ставил дека е органско, имам безбедност, лабораториски проверски стално правам, значи, веќе ја имам удел на пазарот. Значи, цената сум ја зголемил, безбедноста сум ја зголемил на храната, снабдување на X потрошувачи ми е обезбедена веќе, јас веќе размислувам за проширување на задругата. Повеќе овчари да вклучам, кравари, ова, она, иако земеме еве една Лендо Лекс да спомнам или некоја европска, пример еве шпанска задруга која работи со АСАП, има не знам колку членови, 2,5 милиона овци. Значи, држи цела Шпанија, приплодни грла снабдува цел свет, се чека за овни по 2-3 години, у авансно плаќаш, од 3 до 7-8 илјади евра еден овен, мораш за овци да не збориме исто, звиски, значи. Ама тоа се работи од 77 година. Грција еве почнеме од негде. Значи Грција почна 80 со задруги, која скоро не знам цело производство Грција иде преку задруги, кое секој производител, да кажам еве околу безбедност на јаболки, едно друго што е повржено со природата нормално, таму без заштитарот агроном никој не купува пестициди, не купува ништо, значи тој е одговорен за све, ти имаш право само да го снимаш листот, да го пратиш да постои диагноза или дрво или не знам за што е, одма има професионална машина, одговорен член кој прска по распоред. Не може секој фармер да прска таму, нема шанса. Значи, баждарени машини едно, дали е за сточна храна, дали е за било што. Значи, во природата коланецот почне да се загадува, џабети ти може да пазиш тука, ама утре луцерката ќе ми ја загади за кравите или силажата или пасиштето и фактички и јас веќе имам некоја фаза на прекин на производството. Во време кога бројките ни покажуваат дека имаме недостиг од храна, дека најстрашен ни е падот во сточарството, таму ни е најголемиот увоз на храна, дали за другите и мотивацијата на за другите понатаму на ширење на таа приказна е спасот и решението барем да го сопреме овој пат, зашто секоја година идеме само надоле. Ние према ова, благодарам на прашањето, према ова ние нашава состојба како ја се гледам, моите сум 37 години реално вклучен во илјадници проекти, едно друго. Едини спас према мене е развој на за другите да поминат во производни организации. Друг спас не постои на овака ситни земјоделски стопанства. Што се мисли тоа производни организации? Производна организација е повисоко ниво е на земјоделска задруга, значи која добива удел на пазарот, да речеме јагнешко месо, јас набдувам да речеме исклучиво со македонско јагнешко од Овчеполска праменка. Друга не постои таква. И јас сум одговорен за тој дел на производство. Некоја снабдува млеко, пример 1.000.000 литри млеко дневно снабдува. Таа знае уделот и така Министерството ја регулира работата. Значи, ја имам удел од 1.000.000 литри млеко на месец или не знам на ден, на одреден временски период. Значи, према мојава проценка, ако ние стварно почнеме да ги поддржуваме за другиве, ама да ги слушаме, да ги следиме, не да биде тоа формално, само да кажуваме, а да нема реална поддршка, значи, ние би требало, према моја проценка, од 5 до 10 години, дефицитот да го симнеме на нула, значи збориме реални мерки. Барем за сопствени потреби. Значи да произведеме 100% за сопствени потреби, тие 500 милиона евра, значи да ги елиминираме како дефицит и со поддршка на младиве преку задругиве, значи преку советодавни обуки, технолошки развој, значи стандарди, квалитет, нормално морамо тоа да пратиме, без тоа нема, значи развојот на туризмот на фарми, на селава, ќе овозможиме развој и ревитализација на селава. Ќе го намалиме притисокот во градовите, ќе ги научиме луѓето дека храна не се произведува во самопослуга, секој ден да штрекуваме, дека треба ниви,
вода, ливади, крави, овци, пчели, кај се храната произведува, ќе создадеме услови луѓето да сватат кај се произведува, добиеме јавна подршка, а за другите во тој стил би биле лидери во развојот. Тоа го има во многу држави. Еве Италија не е далеку преку ова море. Италија за другите водат клучната улога. Нема можда како Америка огромни површини на фарми, 20, 15, 30 хектара, ама за другата е носител на све. Сега бевме Франција, задруга за лаком овците, ништо фармерот не се секира, значи. Обука, осеменување, ловни, матично, сирење продажба, ливади, ниви, технологија, само за другата работа. Тоа е само на фармата да ги завршува работите што му се договорени со за другата. За другата комуницира со Институтот за сточарство у Париз, со Министерството, со Европска Унија, за субвенции му се секира, за агроеколошки мерки, да не ризиците ги намалува. Ако нема експерт за другата, си ангажира на договор, си плаќа за специјални совети, задачи, за што му треба. Така да, лично јас мислам, нели, како еден од овие работените на задругите председателите, само спас на Македонија се развојот на задругите. Кој за 2-3 години, ако законот се донесе за уредување на пазарот, или регулирање на стратешките производи, она пазарната одржливост, интервенција на пазар, за другата, значи, може да биде лидер и да го води развојот. Претежно сега треба да создадеме едно школо, кај што нашиве преседатели на задруги, менаџери, мораме да ги добро обучиме. Што е маркетинг, што е пазар, што е лобирање, да ги однесеме негде. Јас затоа секоја година ги носам од задругава. Сега бевме Франција, бевме Словенија, Австрија, во план ние сега Бугарија да ја посетиме агроеколошки мерки, Италија, Сардинија, за да луѓето сватат да немаме притисок дека отпорност на иновации. Ако тој не види, не чуе, ова не ме интересира, ова не можам, ова овака, онака. Едукацијата станува, значи, основната задача. Ние колко да учиме, колко да знаење да вложуваме, само бенефити ќе ни носи. Нема да имаме загуба од знаење, од добри информации претворени и од воведување технологија. Тука да спомнам, еве, ако сме живи и здрави, по план е нова фарма за 100 крави и да се донесе, нели, и робот за молзење. Имаме роботи за чистење на штала, робот за молзење, робот за хранење. Кај е улогата на човек? Во менеджментот, контролата и црпење на резултатите, ефектите, профитабилноста едно друго. Млекоматот, еве, среќа ќе биде поставен тамо, потрошачот ќе има директен извор на чисто млеко, тоа нема подобро. А и ќе се избегнат оние трговци, маржи, За другата ги избегува сите тие, не го спомнав. Значи, сите ги избегнуваме. Нема некој да дојде млекото, па го платил, не го платил, па ни намалил класа, не ни намалил. Имаш производство, имаш технологија, имаш квалитет, имаш добри менаџери, па потрошувачот задоволен, чисто млекце си има, си направи кисело, си свари дома, си направи проја, не знам што, да не мисли имали млеко управили, нема, имали антибиотици или нема. Значи, од тоа поварно здравје. Пуште, ќе го завршиме моментот повторно со технологијата. Во време кога работната сила станува проблем, кога тешко се наоѓаат работници, ваквите инвестиции во осовременување стануваат клучни и неминовни. Веќе не станува збор дали треба. Веќе стануваат потребан невиден. Ова, значи, како што имаме иселување, бегање на без овие инвестиции, не може да замислиме веќе производство. Значи, ова мора да го направиме. Имале, немале пари. Треба, не знам, еве, нека размислуваат сите, мораме да го направиме. Благодарение на Европска Унија ова го правиме ние. Ја ви спомнав и у почеток, ако не бе овие два проекти, ние ќе забравиме дека имаме земјоделски задруги. Не е земјоделска задруга само закон и регистрација у централе. После се тешкотиите. Тоа е бракот, нели, ама после бракот доаѓа деца, она, одржливо станови, нови, сето тоа школување. За другата едно мало бебенце се родило, еве, сега сме тука негде. 2-3 година од раѓањето. Што му треба до 18 години сега? Треба сите да сватиме дека, ако еве, јас се сеќам добро на оние административни задруги,
Македонија со тие задруги агрокомбинати у социјализмот имаше суфицит од $100 милиона. За другите беа носители, земја. У тоа време таа технологија беше комбајни, трактори, тоа немаше дигитализација, беше се изорано, насејано, нели наводнување 125.000 хектари, ветробрански појаси, еве сега у Ипард ги имаме ветробрански појаси, се живо имаме тамо, зидини да заштитиме, традиционални градби, значи диверсификација, туризам, агроеколошки мерки. Тоа не сме ни начнале, не сме ни почнале, значи. Затоа јас гледам во задругивени лидери, нормално ако бидат поддржани од институциите. Ако сметаме дека сме завршиле работа само со законот, заборавиме дека имаме закон. Тоа нема шанса да се развие. Така да, јас еве на крај еден апел, личен, што вложувам многу труд, волонтерско работење и се, значи, одиме, не еве, кај да мрднете, знаете дека треба возила, осигурања, едно, друго, се мачиме, собираме пари, само да развиеме свест што е организација во земјоделско развој. Кога ќе сватиме што е организација дека е клучна, веќе нема да имаме проблем. Еве и се надам дека новава стратегија што апдейтуваме, ова ќе биде сршта, срцето на развој на македонското земјоделство. А со тоа фактички доаѓа и повраток на луѓето во македонските села. Еве, сами гледате, одите кај одите, дека веќе луѓе немаме ние. По некој, за жал, ќе сретнеме стар човек, ние сме немоќни да му помогнеме, а и тој е немоќен да преживее више. И така ги забораваме веќе дека така постоje. згаснуваат фармите. Нормално, човек згаснува фарма, ја нема веќе. Значи, и затоа дојдовме до ова дерече, до овој дефицит. Значи, мораме да посветиме и ние како потрошувачи да сватиме и да го цениме. Еве имав случај, што ова ќе го кажам, одим у Англија, нели. Доаѓа еден фармер, што го знаат таму, цела кафана станува човекот да седне, го почитува, затоа што без него нема ни кафана. Што ќе прават тие луѓе? Треба месо, треба скара, треба све. Да не одиме подалеку. На соседна Србија знае да даде пари за да ги задржи младите на села, да даде сериозни пари. Да, ќе да, го обврзе 5 години, ќе го обврзе, ќе Да. го најде како, ние и тие мотиви ги немаме. Младите само преку некои програми се спомнуваат. Иди Србија, еве јас не сакам да зборам нели за Србија што се случува, само ги користам оние. Ја бев дел од развојот на стратегијата на Србија пред 13 години, само се апдейтува, се зголемува буџетот и младите луѓе, окрупнување на земја и технологијата стана клучен фактор на развој, ама Србија извезува, да не речам, у цел свет. Втор производ што го извезува после оружјето е производство на храна. Жито, житаре. Сега има 2 милиона тона вишок на пченица. 670.000 хектари се насејани. Очекуваат не знам колку милиона тона. Значи, ова мора да се ослободат. Со тоа нели може да интервенираш на пазар кога имаш пуни силоси. Цената може да ја играш, пуштам по која цена сакам. Така да тука е целата игра. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцент ставаме на есенските посеви. Сега е многу важно да се добие битката и со плевелите и со болестите. И во вториот дел од емисијата остануваме на темата задругарство, овој пат задруга Шари од Тетово, во која што членуваат сточари, кои што преку оваа задруга го нашле својот пат за успешно функционирање, за унапредување и за модернизација на своите фарми. Колку овци имате како бројка? Се работи за околу 500 до 600 овци, за различно е, значи секоја година бројот знае да се менува. Моментално околу 550 имаме. Тука не ги затекнавме, сега се каде се во периодов? Моментално овците се на испаша, така како и секоја година, до одреден период ги држиме во падидите на Шара, на некаде околу 1800 метри надморска висина. Во моментов се тука во полето на село Беловиште. Што правите? Главниот производ ви е сирењето. Главен производ сирење и јагне, шарпланинско јагне. Најдоброто јагне во Европа моментално. Околу производството на сирење, пласман, тешкоти при производство, предизвици, што се?
Да, млекото специфична работа и секоја година нормално е дека се соочуваме со секакви потешкоти, но благодарение еве сега на земјоделската задруга Шара, со која не помогна со опрема, која е во вредност некаде од 4.500 до 5.000 евра, која е изработена по ХАСАП систем од Инокс. Јас мислам дека ќе ги надминеме потешкотиите што сме се соочувале до сега. Што ќе значи таа опрема? Што ќе ви подобри? Во кој дел ќе ви помогне? Па вака, до пред извесен период сме се соочувале со секакви, прво од финансиска гледна точка. Не сме имале шанса да ја набавиме таа опрема. Затоа што едно корито за саламура коштало 1.500-2.000 евра, што мислам дека не е мала цифра за еден сточар. Претходно со мојот партнер, да го наречам, сме имале опрема од дрво. Па имало секакви проблеми со таа опрема. Нормално, значи, се дешавало да целото производство да го фрлиме на кучињата, затоа што знаело да се расипе. Ипак сите знаеме дека дрво, пластика и такви некои материјали не се добри за производство на млечни производи. Сега со оваа опрема ќе можете ли сами пред себе да си бидете посигурни во тој производ што го произведувате, да добиете на квалитет, помали загуби да имате? Дефинитивно тоа е. Дефинитивно со оваа опрема се надевам дека производот ќе биде поквалитетен и нема да се губат масноти како што ни се случувало. Значи сирењето ќе биде со подобар квалитет, помрсно. Колку ви значи, што за вас е задругарството, здружувањето? Како гледате на ова здружување? Кој е пораката за некој што сега ќе ве прашуваат, еве ти си задруга, што викаш дали да влеземе или не? Па јас мислам дека иднината на македонското сточарство е здружувањето. Затоа што сточарите во Македонија како единка мислам дека не можат да просперираат во Македонија додека со здружувањето и со размената на искуства меѓусебни, проблеми, успеси, такви работи, значи мислам дека сточарството може да се подигне на една по-висока линија. Еве и пред институциите, подрукше ве гледаат сега, сам да беше сточар ти до ваква опрема многу потешко ќе доеш. Вака како задруги, еве европски фондови помагаат, се наоѓа. Така. Значи пак уште еднаш благодарност до задруга Шара. Се надеваме дека нашата меѓусебна соработка ќе продолжи уште и во други опреми, во модернизација и во капацитети, мислам дека и во механизација и така натаму, се надевам, значи, бидејќи ние како земјоделец поединец или како индивидуално земјоделско стопанство не сме во можност да конкурираме на проектите кои ги нуди државата. И тука некаде крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Ние повторно само за 7 дена имаме нови содржини, така да бидете со нас, а до тогаш имајте пријатно неделно попладне.